Најпрво сакам да се заблагодарам на сите представници на медиумите кои што денес се тука на ова ветровито и студено време. Почитуван министер Бочварски, почитуван директор Муртезани, почитувани представници на компаниите изведувачи и на компаниите надзор, почитувани представници на медиумите и почитувани граѓани. Постојаното инвестирање и оптимизација на капацитетите и ресурсите за пренос на електрична енергија значат постигнување на еден од најважните јавни интереси во услови на енергетска криза, а тоа е доверлив и стабилен електроенергетски систем. Токму денес овде во близина на Мамучево присуствуваме на започнување на изградба на една ваква важна инвестиција како што е овој 110 киловолтен далновод од трансформаторската станица во Велес до трансформаторската станица Овче поле во вредност од 2,3 милиони евра. Со овој далековод обезбедуваме намалување на техничките загуби, сигурност во напојувањето и можност за приклучување на производните капацитети од обновливи извори на енергија во кои забрзано се инвестира во изминатиот период. Оваа инвестиција е посебно значајна од повеќе аспекти и ќе почнам зошто е тоа така. Прво затоа што се гради нов далековод на постоечката траса на далековод кој е изграден уште во 1960 година. По цели 6 децении вложуваме во сериозен зафат во македонската преносна мрежа. Реконструкцијата на застарените 110 киловолтни далеководи, особено оние кои имаат големо системско значење и им се нарушени работните параметри, како што е овој далековод, е главниот фокус на владата и на МЕПСО. Втората важна работа е тоа што проекти како овој придонесуваат за намалување на техничките загуби, обезбедуваат доверливост на мрежата, сигурност во напојувањето, интеграција на обновливи извори на енергија и стабилност на целиот електроенергетски систем на државата. Дополнително и подеднакво важно е што ние како држава сме насочени во изградба на капацитети за производство на струја од обновливи извори, која се интензивираше во последниот период со енергетската криза. А за пренос на таа електрична енергија ни е потребен стабилен систем и тоа го обезбедуваме со овој далековод. Токму во Велешко-Овчеполскиот регион се и најголемите инвестиции во делот на обновливите извори на енергија кои се реализираат или допрва ќе почне нивната реализација. Во овој дел од државата, на државно земјиште во селото Амзабегово, е 25 мегаватната фотонапонска централа, на потегот Овче поле Штип, исто така се гради ветерна електрична централа Богословец со инсталирана моќност од 36 мегавати, а во најава е изградба на фотонапонска централа кај селото Ерџелија, која што е во фаза на преговори помеѓу тимот на владата и француската Акио Енерджи во 400 мегаватна фотонапонска централа, најголема во Европа. Со изградбата на овие проекти Република Северна Македонија ќе биде пример во Европа и во регионот за зелена енергетска транзиција. Ваквите инвестиции демонстрираат заложбата да се реализираат ветените проекти и во услови на здравствена, економска и енергетска криза, затоа што нова и модернизирана електропреносна мрежа значи подобри услови за водење на бизнис, значи зголемен број на инвеститори кои знаат да ги искористат потенцијалите на овој регион од државата и значи обезбедување на подобар живот и стандард за граѓаните. Изградбата на овој далековод е дел од проектот за ревитализација на 5 110 киловолтни далеководи, од кои 2 се веќе завршени и пуштени во употреба, а останатите 2 се во одредени фази на реализација. Вкупната инвестиција е 15,7 милиони евра, дел од кредитната линија на ЕБОР, а останатите се собствено учество на акционерското друштво МЕПСО. Ваквите капитални инвестиции се од клучно значење за севкупниот економски развој на државата и обезбедуваат редовен пренос на електричната енергија од домашните производствени капацитети или од увоз до сите клиенти на АД МЕПСО. Сакам да им се заблагодарам на сите вработени во АД МЕПСО за овој голем инвестициски зафат и исто така да им посакам многу успех во завршувањето на проектот, како на МЕПСО, така и на сите вработени инженери во компаниите кои што се изведувачи или надзор на овој голем проект. Ви благодарам.